Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев, како премиер на Република Македонија, управувал и го контролирал судството и обвинителството. Зоран Заев бил начело на рекет пирамидата, која што трета година веќе се обидува да ја покрие, но залудно. Зоран Заев давал насоки за чиј пасош да врати Катица Јанева. Ова не се тврдења на ВМРО ДПМН, туку сведоштва и тврдења на таткото на Бојан Јовановски, Миле Јовановски. И после 2 години, случајот рекет ја бранува јавноста и тврдењата на ВМРО ДПМН од пред 2 години се повеќе излегуваат на површина како точни вистините. И тогаш, и сега, ние и јавноста сме убедени дека главата на рекетот во Република Македонија е лично Зоран Заев. Ова се повеќе излегува на површина после сведочењата преку писмата испратени од Бојан Јовановски, како и сведочењата во интервјута на неговиот татко, Миле Јовановски, инаку двајцата обвинети во случајот Меѓународен сојуз, како што велат обвинети за да се заштити Зоран Заев од сопствениот криминал. Јавноста, следејќи го интервјуто на таткото на Бојан Јовановски, може многу лесно да заклучи дека Зоран Заев е тој што е вмешан во целиот процес и тој барал враќање пасоши кај Катица Јанева, односно дека најверојатно свесно покренувале обвиненија за одредени луѓе, за да подоцна да можат од нив да изнудат одредени материјални работи, во случајов милиони, и да тргуваат со влијание. Тоа се видело и по одредени комуникации помеѓу Заев и Катица Јанева, за која што обвинителството се уште молчи, а тоа беше јавно кажано во интервјута. Неколку пати јавноста можеше да чуе од интервјуто како функционира правосудството во Република Македонија, каде што лично Зоран Заев бил вмешан, одлучувал и контролирал во судските постапки, командувајќи ги и управувајќи ги правосудните органи како да одлучуваат. Неговите раце биле директно врз правосудството. Уште една интересна работа е што ја занемарува обвинителството, а тоа е дека Зоран Заев знаел однапред за рекетот кој што бил пријавуван, а молчал и прв пат за рекетот разговарал во април месец после некој си негово интервју. Тоа јасно покажува дека бил запознаен со целиот рекет, а јавноста за рекетот дозна после неколку месеци, каде што бил вмешан заедно со неговиот брат, како што може да се заклучи од интервјуто, и јавноста сама заклучи, бидејќи тоа и впрочем беше кажано. За да бил мафијашкиот филм на власта уште поголем, се заканувале дека ќе убиваат луѓе од обвинетите, за да не ја говорат јавно вистината. Дали обвинителството конечно ќе отвори случај и за Зоран Заев и за брат му, за да излезе конечно вистината на виделина. До кога обвинителството ќе ги штити главните виновници во случајот рекет, кои што практично се главата на октоподот наречен рекет. Ова е случај кој остана правно нерасчистен, затоа што главните рекетари не се на обвинителната клупа, а јавноста веќе го има впечатокот кои се тие. Благодарам. Сега би сакал да одговорам 2 прашања поставени од телевизија Телма. Едното прашање во врска со коментар во врска со најновите случувања во односите помеѓу Бугарија и Македонија, односно вчерашните наводи на одредени нивни политичари. Одговорот е следен: веројатно пазарџиството по кое што е познат Зоран Заев ја зарази и бугарската политичка сцена, како што можеме да видиме, па така ќе добиеме, би рекол, непристојни понуди од господинот Слави Трифунов, кој ќе се обиде да прави трговија на Бугарија за нешто што ним им е потребно како држава, и сето тоа на грбот на македонските граѓани. И секако кога нашле влада која што молчи на секоја нивна провокација, тоа станува нормално однесување, но она што е ненормално е тоа што владата во Република Македонија, предводена од СДСМ, продолжува да глуми нормалност, а молчењето значи одобрување, но одобрување само од нивна страна, не и одобрување од јавноста за ова нивно однесување. И додека владата на СДСМ молчи на новите пазарења, обиди за пазарење со Бугарија, факти кои што се случи и се случуваат во меѓувреме се: најпрво поскапе струјата за над 15%. Потоа ја укина ефтината тарифа кој што самите ветуваа дека ќе воведат. Трето, метанот кој што го рекламираа за најеколошки го поскапеа за 120%.
Четврто, поскапеа одново горивата за граѓаните, а од акцизата власта не се откажува се уште и дополнително можеби во иднина ќе ја зголемува. И пето, се појави ново сведоштво дека парите од рекетот завршиле лично во Струмица. Ова се факти кои што се случуваат во меѓувреме. Второ прашање, во однос на очекувањата на ВМРО ДПМН за новата влада или новиот владин тим кој што би го составил Ковачевски, пиунот на Зоран Заев. Очигледно, она кое што може да се чуе во јавноста како имиња, тоа е дека списокот кој што се гравитира во јавноста, очигледно е дека го составувал Зоран Заев, а пиунот Ковачевски е тука само за да го спроведе тоа што Зоран Заев си го замислил или ветил на некои луѓе за да си ги исполни своите единствено лични цели. Тоа е состав кој треба да го брани заевизмот, да го брани од криминал, да го брани и да го заштити од ваквите сведочења и тврдења за меѓународен сојуз и за рекет, дека всушност тој е виновникот. За жал, сето ова и целиот овој иден владин состав кој што би бил, ќе работи на штета на сите граѓани на Македонија, ќе значи продолжување на криминалот, на корупцијата, на поразите за Република Македонија, до втурнување на државата и граѓаните во нови кризи, како економска, така здравствена, енергетска и сите останати, можеби некоја нова војнина, благодарение единствено на еден човек кој што е вмешан до гуша во криминал, тоа е Зоран Заев. Благодарам.